После осети, следна лекција што ни следува е лекцијата за перцепции. Овдека имаме пример од една интересна приказна од познатата приказна Волкот и Црвенката, меѓутоа раскажана од страна на волкот. Волкот пишува вака: Шумата е моја. Живеев и ја чував. Се трудев да ја држам средена и чиста. Еден сончев ден, додека го чистев ѓубрето што еден кампер го имаше оставено, слушнав чекори. Скокнав и се скрив зад дрвото. Видов едно девојченце кое што се спушташе по шумската патека, носејќи една кошничка. Веднаш се посомнева во неа, бидејќи беше облечена малку чудно, со покриена глава како да сака да се скрие од некого. Нормално застанав да видам кој е, ја прашав кој е и што бара тука. Ми кажа дека оди во куќата на незината баба да ја однесе ручек. Ми изгледаше како искрена и добра личност, но сепак се наоѓаше во мојата шума, а ми изгледаше сомнително со тоа чудно капче. И кажав дека е опасно да оди сама низ шумата, но таа само дрско ми одговори дека тоа не е моја работа и си продолжи по патеката. Потрчав да стигнам пред неа во куќата на незината баба. И раскажав на добрата старица што се случи и таа се согласи дека на незината внука треба да ѝ се одржи лекција. Најпрвен се согласи да биде надвор од куќата, се додека не ја викнам, но потоа одлучивме да се скрие под креветот. Кога пристигна девојчето, ја повикав во спалната, а во меѓувреме јас се преоблеков во облеката на незината баба. Девојчето влезе и веднаш прокоментира за моите големи уши. И претходно ми имаат навредувано, па затоа се обидов да ја објаснам дека имам големи уши за да можам да ја слушнам подобро. Во моментот кога сакав да ја кажам дека е добро девојче, таа почна да ми зборува за моите големи очишта. Сепак, научен да го свртам и другиот образ кога ме навредуваат, и кажав дека моите големи очи ми служат за подобро да ја гледам. Следната навреда најмногу ме погоди. Не можев да поверувам. Како тоа девојче, на изглед толку мило, крие толку антипатија во себе. Јас сум свесен за мојот проблем, имам големи заби, но што да направам? А девојчето искоментира токму за нивната големина. Знам дека требаше да се исконтролирам, но скокнав од креветот и почнав да ржам, викајќи дека забите ми служат за полесно да ја изедам. Сега, да бидам искрен, ни еден волк не би изел мало девојченце, сите го знаат тоа. Девојчето почна да трча низ куќата, викајќи, а јас трчав по неа, обидувајќи се да ја смирам. Јас облеков облеката од бабата, но ситуацијата повеќе се влоши. Наеднаш вратата се отвори, се појави огромен ловџија со секира. Го погледнав и знаев дека сум во неволја. Видов еден отворен прозорец и изгледав од таму. Би сакал да кажам дека ова е крајот на приказната, но бабата на девојчето никогаш не ја раскажа мојата верзија. После кратко време почнаа да кружат гласини дека сум лош и антипатичен волк. Сите почнаа да ме избегнуваат. Не слушнав ништо повеќе за девојчето со тоа смешно и чудно капче, но после таа случка никогаш повеќе не живеев среќно. Значи, ова е приказна која што всушност е дел од нашите перцептивни процеси и базата на перцепциите всушност е дека со нашите осети ние 99,9% сите ја впримаме истата дразба, но сите ја перцепираме на различен начин. Перцепциите всушност се процеси преку кои се интерпретираат, анализираат и интегрираат дразбите со другите сензорни информации. Перцепциите се резултат на заедничкото функционирање на сетилата и мозокот. Со тоа што во оваа формула за заедничко перцепирање би ги сместиле сетилата од едната страна на равенката, а од другата страна нашите субјективни искуства, асоциации, емоционална состојба, мотивација и така натака. Перцепциите всушност не запознаваат со предметите во целината и тие настануваат врз база на осетите, но не се нивен прост збир, туку осетите ментално се преработуваат во централниот нервен систем и заедно со искуството наше го возможуваат непосредното спознавање, односно забележување на предметите во целина. Процесот на перцепирање се одликува во три основни својства. Тоа е перцептивна селекција, и тоа значи дека на сетилата на човекот во еден момент дејствуваат милион дразби, но ние избираме на која дразба ќе го насочиме нашето внимание. Тој избор најчесто го правиме според одредени карактеристики, импресии, силина на дразбата и така натака.
Да речеме дека ако во одреден момент се чувствуваме гладни и се наоѓаме во парк, имаме дразба на нашето сетило за мирис, односно носот од растенијата, дрвијата, цвеќињата, од луѓето и така натака, но на нас најдоминантен во моментот, односно таму каде што ќе го насочиме нашето внимание и она што ќе селектираме да го исперцепираме, ќе биде миризот кој што се шири од ресторанот на кој што ни е во близина, мирисот на храната. Целосност на перцепцијата, тоа значи дека предметите и појавите се состојат од повеќе елементи, но во перцепцијата тие образуваат единствена целост, и константност на перцепцијата, кој што е важен услов за опстанокот на човекот во средината. Веќе споменавме дека имаме повеќе фактори што влијаат врз процесот на перцепирање. Имаме надворешни фактори, каде што е значајна самата физичка организација на дразбите и човекот спонтано ги организира во единствени перцептивни целини дразбите што се распределени во просторот според определени принципи. Имаме принцип на блискост, на сличност, на симетричност, континуираност и затвореност. За овие принципи ќе зборуваме за неколку минути, а внатрешните фактори, тоест оние кои што зависат од нас внатрешно, можат да се однесуваат на прво, на физиолошката состојба на организмот. Познато е дека поинако перцепираме ако сме заморени, ако сме гладни, жедни, заљубени, разочарани и така натака. Потоа од поранешното искуство, кога ќе перцепираме објективно, како ќе перцепираме, односно објективно, зависи од какво е нашето искуство во однос на што го перцепираме. Под три, од емотивната состојба во моментот кога перцепираме. Ние кога се плашиме всушност знаеме често да го видиме и она што не постои. И како четврто, од социјалните разлики. Значи перцепирањето многу значи и се разликува во зависност од тоа во каква култура живееме, во какви социјални обкружувања, национални, верски, етнички и така натака. Сега ќе зборуваме за закони за организирање на дразбите, она што го спомнавме како надворешни фактори, и овие се неколку закони кои што се представени од страна на гешталтистите, а за гешталтистите слободно вклучете го видеото од полиња на проучување на психологијата, таму објаснивме малку поопширно што всушност значи гешталтот. Првиот од законите за организирање на дразбите е закон за блискост, што би значило дека објектите што се блиску еден до друг секогаш ги перцепираме заедно, односно како група, и ги меморираме полесно. Вториот е закон за континуираност. Дразбите што се поставени во континуитет исто така ги перцепираме полесно отколку оние кои што се поставени во дисконтинуитет. Така да многу нешта се камуфлирани и не секогаш успеваме да ги забележуваме. На оваа фотографија, да земеме на пример сликата под број, односно под ние со помош на законот на континуитет можеме да исперцепираме дека на сликата има триаголник и три круга. Трета, законот за сличност. Прво ќе ги забележиме нештата што се слични меѓу себе за разлика од тие што не се слични. Еве пример на сликата. 4 е закон за затвореност. Некомплетираните дразби секогаш имаме тенденција да ги комплетираме, да им дадеме одреден облик и да ги потполниме празнините. Значи, иако на оваа фотографија која што ја гледаме далматинецот нема линија на неговата силуета, ние имаме можност врз база на нашата перцепција да исперцепираме дека тука станува збор за куќа далматинец. И закон за групирање во правецот на движење, многу дразби или објекти ги перцепираме во однос на насоката на која што се движат, како на пример на сликава јато птици. И сега исто така еден важен гешталтистички закон, односно принцип, е принципот на лик и позадина. И како посебен принцип на перцепирањето, ќе го споменеме и односот фигура и позадина.
односот на сликата и позадината е неодреден, ние не можеме во ист миг да се фокусираме и да се насочиме на сешто, туку избираме одреден објект или случување. На првата слика каде што гледаме во автомобил дете каде што плаче, да се замислиме во една ситуација дека сме мајка на ова дете и се наоѓаме во автомобилот, ние во позадина имаме сирени од автомобили, сообраќај, гласови на луѓе и така натака, но ние во ваква ситуација избираме нашиот лик, односно нашиот фокус ради една доминантна емоција да се фокусира исклучиво кон детето кое што плаче и речиси како да ги исклучуваме, односно оние дразби останати кои што се во нашата позадина ги ставаме ван нашиот фокус, а нашиот фокус е насочен кон детето.